дечки, како сте? Јас сум Стефани, добро дојдовте назад во 12 Days of Челико. Денеска е Day 4 и во денешното видео ќе играме Never Have I Ever или на македонски Дали некогаш. Не знам, понатаму. Доколку ви се допаѓаат овој вид на видеа, не заборавте да ставите лајк и доколку се уште не сте западнете на мојот YouTube канал, направете тоа со кликање на subscribe кнопката доле и да не одговлекувам многу со интрото на ова видео. Почнеме со одговарање на прашањава. Најдов 100 прашања Never Have I Ever. Ќе пробам да одговорам на сите и на крај ќе видиме колку работи имам направено, дали животот ми е досаден или премногу луд. Линкот од овие прашања го имате доле во дескрипција, коментирате колку работи вие сте ги направиле и јаде да почнеме. Првото прашање е Never Have I Ever Played Hooky, не знам што е тоа, изгледа хоки, ама утнато име, за школа или работа, немам играно, така да ништо. Второто прашање е Never Have I Ever Stolen Anything, мастики, нешто пенкала, не знам, сигурно имам. Потоа Never Have I Ever Missed a Flight, никогаш не сум летал со авион, така да никогаш немам пропуштено лет. Never Have I Ever Drunk Dialed My Ex, не сум бил толку пијан, па немам. Наредното Never Have I Ever Rode a Motorcycle, имам возено мотор, не беше нешто нај, па ето, второ. Наредното Never Have I Ever Lost a Bet, имам изгубено многу кладби, но не сме се кладели во нешто сериозно, така да 3. Седмото прашање Never Have I Ever Gotten Lost Alone in Another Country, не ми се случило, не знам и дали ќе ми се случи, па ќе видиме. Осмото прашање Never Have I Ever Bribed Someone, да, имам подмитувано многу луѓе за да бидат во моите видеа. Деветото прашање Never Have I Ever Gone Skinny Dipping, сигурно како мал. Вака сега не, ама како мал 1000%. Десетото прашање Never Have I Ever Cheated on Someone, мислам дека не. 11-то прашање Never Have I Ever Sang Karaoke, немаме мислам кај нас како караоке барови, но ако се рачуна пеење во кола, викање, тогаш секој ден. 12-то прашање Never Have I Ever Broken a Bone, да, го имам скршено овој палец, на многу глуп начин. 13-тото прашање Never Have I Ever Lived Alone, се уште не. Потоа Never Have I Ever Been on a Yacht. Ако има некој јахта, слободно може да ме повика, за да го стварам и ова чудо од Never Have I Ever. 15-тото прашање Never Have I Ever Been on TV, премногу пати сум бил на телевизија. Наредното Never Have I Ever Been on a Blind Date, никогаш. 17-тото прашање Never Have I Ever Lied to Law Enforcement, мислам дека не. 18-тото Never Have I Ever Gotten a Tattoo, имам 3. Уште нешто што сум го направил. Never Have I Ever Used a Fake ID, така на си толку не ни се потребни лични карти додека купуваш алкохол, цигари или нешто, така да сум немал потреба за лажна лична карта. 20-тото прашање Never Have I Ever Broken Up with Someone, да. 21-то Never Have I Ever Gotten Seriously Hungover, се уште не. Never Have I Ever Used Someone Else's Toothbrush, можно е, но не сум сигурен. Наредното прашање Never Have I Ever Clogged Somebody's Toilet, не. 24-тото прашање Never Have I Ever Fallen Asleep in Public, не сум бил толку уморен за да заспиам некаде. Наредното прашање Never Have I Ever Kissed Someone in Public, да. 26-тото Never Have I Ever Fought Someone in Public, мислам дека не. Наредното прашање Never Have I Ever Dined and Dashed, секогаш ќе останувам до крај, не бегам. 28-то Never Have I Ever Won the Lottery, за жал, се уште не. Највеќе што имам добиено на лотарија биле 30 денари. 29-тото прашање Never Have I Ever Gone to Court, па сега за се сум добар. 30-тото прашање Never Have I Ever Been to a Destination Wedding. Прашањево не го разбирам, но мислам дека значи да сум бил некаде на некој остров кај некој на свадба, па таму да сме отпатувале, па таму на свадба, не знам како да ви го објаснам, мислам дека не. Ако точно го сваѓам прашањево, не, но ако е нешто друго, мислам дека не. 31-то прашање Never Have I Ever Lied to a Boss, да. 32-то прашање Never Have I Ever Crashed a Wedding, тука не се случуваат такви работи, така да ни јас немам направено такво нешто. 33-то прашање Never Have I Ever Kissed More Than One Person in 24 Hours, да. 34-то прашање Never Have I Ever Pranked Someone, па скоро секој ден зафркавам некој. 35-то прашање Never Have I Ever Had a One Night Stand, не сум по такво чудо. Наредното прашање Never Have I Ever Regifted a Gift, пробувам да не го правам тоа, но можно во минатото да го имам направено. 37-то прашање Never Have I Ever Trolled Someone on Social Media, имав мислам еден трол акаунт, веќе не го користам, но дефинитивно имам направено ова. 38-то прашање Never Have I Ever Climbed Out of a Window, имам, коме заклучија внатре, клучот беше од надвор, морав низ прозор да го земам клучот. Наредното прашање Never Have I Ever Driven Over a Curb, да, на првиот час возење, се качив и то убаво се качив на тротоарот. 40-тото прашање Never Have I Ever Laughed So Hard That I Peed Myself as an Adult.
Не ми се случило се уште тоа. 41-то прашање, never have ever gotten on a wrong train or bus. Да, си имам качено во милиарда погрешни автобуси. 42-то, never have ever sent a sext. На шала да. 43-то прашање, never have ever cursed in a place of worship. Имаш игралиште до црквата, така да можно е. 44-то прашање, never have ever snooped through someone's stuff. Имам направено ова, дефинитивно. Ама не памтам кога. Ама знам дека го имам направено. 45-то прашање, never have ever tried marijuana. Немам. Не сум таков тип на човек што сака да проба дрога, цигара или нешто слично. 46-то, never have ever gone 24 hours without showering. Да. 47-то прашање, never have ever had to take the walk of shame. Ми се има случајно во основно мислам дека. 48-то прашање, never have ever gone on a solo vacation. Не сум бил сам, но можно е годинава ако никој не сака да иде со мене на одмор. 49-то прашање, never have ever gone on a road trip. Стандарден road trip не, но сум бил најрандом до некое си место, идеш до таму, се возиш и се враќаш дома. 50-то прашање, пола прашање ги поминавме, never have ever eaten a whole pizza by myself. Да.